Критики за партизација, злоупотреби и профитерство. Прецизна со бројки, конкретни примери. Можеби бројките не ги опфаќаат сите години кои што прилепчани сакаат да ги слушнат, но сепак се точни. Вечерва во студиото на ОТВ Павлинче Матеска, независна кандидатка за градоначалничка на општина Прилеп. Добро вечер и ти благодарам што ја прифати поканата. Добро вечер и на вас и ви благодарам на поканата. Ќе почнеме веднаш со вашата кампања која што ја започнувате на социјалните мрежи. Последно кажавте дека воопшто нема да вложувате во друг рекламен материјал кој што е за поздрав. Вашите статуси се остри, дури за Прилеп некако и неочекувани, непознати на таков начин да се обраќате кон јавноста. Сега таа острина која што има буди сомнеш дали тоа лична борба против некого таму или е стратегија? Не знам дали да ја дефинирам како лична борба или како некоја стратегија. Мислам дека не се толку остри моите напад, мислам пишувањата на Facebook, туку се само една реалната слика која што ни се случува моментално во нашиот град. Така. Кога велите, многу често велите доаѓа крајот. На што точно мислите? На што треба да му дојде крај? Што треба да се промени веднаш? Мислам дека најпрво што треба да се промени во една институција што се во општина Прилеп, да речеме, или во другите јавни претпријатија, да немаме неработници, туку да имаме работници. Тоа е првото и основно, ако сакаме ние овој град да ни личи на нешто и да донесеме некој ред во нашиот град. Во вашите пишани обраќања кон вашите следачи, барем мене еден од статусите кои што најмногу ми го привлече вниманието е тоа на бројка на или сума на потрошени пари за привремени вработувања во општина Прилеп во последните 8 години, или како наведувате таму од 2018 до 2025 година. Сега за мене е симптоматично што избегнувате или на некој начин ги одбирате само тие 8 години, затоа што и вие сте вработена во општина, работите повеќе од 15 години таму. Зошто ги избегнувате годините кои што се пред 2017 да ги кажете или во тоа време не имаш информации? Не, имам информации, многу добро знам. Бројкава ми е земена намерно, затоа што од 2018 година почна масовното вработување во општина Прилеп. До 2018 бројката на вработени беше 85 до 87, сега општина Прилеп има преку 130 вработени, а функционалноста на администрацијата или задоволството кај граѓаните од работењето на општината е сведена на минимум или има воопшто незадоволство кај граѓаните од работата на администрацијата. Добро, сега разговараме тука за колку вработени има општината, или сепак тука правиме опет за некоја сума која ќе потрошена за привремени вработувања. Дали во тоа време надвор од редовно работените немаше воопшто привремени вработувања? Мислам дека имаше привремени вработувања од 5 до 7. И сите беа вработени кај што стварно треба да има човек, ако нема слободно работно место кај што е и стварно има потреба од таков работен кадар. Ние во овие изминати 8 години во вработувањата, ако ги земиме, имаме само вработувања кои што и не се квалитетни, а се вработени на тоа место. Ако имаме ние потреба во општина од стручен кадар, кој што би рекли, например, градежни инженери, архитекти, кои што ни треба, ние такво нешто немаме. Ние имаме вработувања со одредена цел дека треба тој и тој да се вработи.
И имаме менување на систематизација само за да се вработи одредена личност. И тој го носи неквалитето и работата на самата општина. Значи, вие тврдите дека масовното партиско вработување почнува после 2017 година. Па да, мислам дека претходно, како од 2005 до 2017, кој период е тој, 12 години, Так, има вработување 3 мандати. околу 3 мандати, да, има вработување, мислам, околу 30 дека се направено вкупни вработување, а во 8 години ги имаме направено 70 вработувања. Така. Значи, да ја расчистиме таа тема, дека сепак не е некој избегнување од други И плюс причини. ако ќе бидеш вработен во таа институција и самиот ја гледаш како работела општината во тие години, мислам колеги едно друго, и на и во која како сега работи општината и ги извршува своите должности спрема граѓаните. Сега да се вратиме на овие 3 милиони евра кои што се потрошени за привремени вработувања во последните 8 години. Тоа е огромна сума на пари во град во кој што 20 години се ветуваат затворен базен. Не ветуваат театар, градоначалниците од 2005 до денеска сите до еден, а не е во нивна надлежност. Сепак овие пари се доволно, иако не е во нивна надлежност, може да се направи некакво партнерство кое можно со владата, па и да и се помогне да се изгради нов театар или може би младински културен центар или спортска сала. Што ти, доколку добиеш мандатов, и ги имаш тие 3 милиони евра? Па ако го земите буџетот и ако го разгледувате буџетот и самото креирање на буџет, во буџетот може да видите многу капитални инвестиции, кои што на крај на годината од тие капитални инвестиции имаш реализација само 20% и претежно тие на рехабилитација на улици и ние се занимаваме со асфалтирање на улици. И проблемот е кај нас што најпрво ги земаме и ги трошиме парите на стоки и услуги, а многу малку ги трошиме на капитални расходи. И тоа треба нешто да се смени. И ние мислам како општина дека немаме потреба од толку вработувања како што сме сега. И имаме потреба од квалитетен кадар, стручен кадар, претежно во урбанизам, а не да донесеме систематизација и да носиме за да ги вработуваме и да изменуваме. Сега најново ние имаме цел сектор поддршка на градоначалник. Со 3 оделенија. И што поддржува тој сектор? Поддршка на градоначалник. Ама или Отворете систематизацијата и прочитајте што работат тие вработени. треба да се обратиме до општина за да ни треба кажат. да се обратите и да ви кажа да општина што започнем работа, цел да, сектор. поддршка на градоначалник кој што има цел сектор. Така. Многу интересна работа и работа која што и јас како родител на доскоро основец, каде што се организираат оние еднодневни екскурзии, ми била многу симптоматична и чудна. Вие го пишувате во еден од вашите статуси. Сега, почитувани гледачи, затоа што кампањата ја води на таков начин, морам и јас да го црпам материјалот за разговор, точно баш за тоа што пишува. Пишувате за еднодневните излети кои што се во околината на Прилеп, сега да не ги набројуваме местата, децата се носат со превоз. И го сметате како лоша појава. Да не кажувам јас став, зошто? Не, како лоша појава. Па, сега, кога бевме деца, ние одевме пешки. Добро, кога не бевме деца, ние немавме мобилни, ама ова е сосема мислам, нешто тоа е друго. за рекреација, е таа еднодневна екскурзија. Ако родителите, самото тоа си има цел правилник за екскурзии, кој што еве го, може да му го најдете и како родители ако не го знаат. Цел правилник е овде и се си пишува како треба во овој правилник. Што пишува во тој правилник, сега да не бараме да читаме. Не, цело не го читаме, туку има и најнов правилник донесен сега има, ќе ти го оставам да го прочитате, да. Ќе го објавам со задоволство. Да го објавите со задоволство. Каде грешат директорите на училишта, затоа што на крајот на криштата тие се менаџери на училиштата и тие одлучуваат како. Да, во правилникот пишува дека секоја една екскурзија кај што имаме треба да се направи еден јавен повик. Со јавниот повик или оглас
кај што го бараш правното лице кој што ќе ја изврши таа услуга. Треба да биде формирана комисија. Комисијата се формира треба да биде формирана од 3 родители и 20 наставници. Зборуваме се за екскурзиве 3-то, 5-то и 9-то деление што ги ода. Комисијата ја спроведува цела постапка, а директорот е должен само да објави оглас и на крај го потпишува договор. Директорот не треба да има никаков контакт со цела ова постапка. Тоа сето си го донесува. Одлуката треба да си ја донеси совет на родители. Комисија се распишува и сето си оди преку совет на родители. Сакате да ми кажете дека овие еднодневни екскурзии во околината на Прилеп поминува преку совет на родители, нема треба да помине преку совет на родители. Нема родител таму кој што е свесен да каже извинете, овие се екскурзии кои што треба да произведат некакви навики кај нашите деца. Не знам зошто е воздржување од самите родители. Дали општо како граѓани ние го имаме изгубено да реагираме затоа што ние не можеме, јас не можам ништо сам да направам. Најверојатно ние тоа проблем и кај нас, на сите граѓани. Јас не можам ништо да сменам. Што ако кренам глас и што ако се збунам и да кажам дека ова не треба вака. Ја не верувам дека има, ако еден родител стане и каже или најчесто го имаме моето дете ќе биде земено наоко ако јас нешто побарам и се збунам. Но зошто да биде тоа е совет на родители, затворен состанок? Најверојатно може и родителите да не го знаат дека постои и правилникот и никој не му го кажал на родителите дека постои некој ваков правилник кој што треба да се почитува. По закон си е сето направено и треба така да се работи, спроведување на закон и правилник за работа. Муабетов ми е дури и да се спроведе сето по закон, која е смислата да си носат децата на екскурзија со превоз до селце? Па ако родителите сега одлуча самите дека треба нивните деца да одат до селце, нека ода и со автобус, не е проблем. Ма по мое треба да се испешача детата и да биде забавно, интересно и пешачењето. Не само тоа пешачење, го учат патот до селце. Да. Го учат како да се снајдуваат во таква околина. Во сигурни, во контролирани услови. И затоа се тие еднодневните излети. А не да ги однесеш со автобус до таму. Точно така. Како градоначелник, како еве утре седнете на таа позиција, како ќе го постигнете? Дали ќе го забраните експлицитно одењето со автобус до селце? Не можам јас да го забранам, ќе оставам да се избера родителите и советите на родители заедно со училишниот одбор да го направат сето тоа. Затоа кажуваме дека треба да има транспарентност и одлуките да се знае кој треба да ги донесе. Затоа стално споменувам дека не треба да имаме ние политички представници кои што се бирани од страна на политичката партија која што е на власт. И ако се смени власта, ние да ги промениме тие за да ги донесеме од другата политичка партија и само да бидеме вака ни рекоја од партија ние вака треба да правиме. Значи, дефинитивно полека идеме до некој заклучок дека ако нешто му треба на ова општество, на овој град, на ова општина, е департизација на јавните. Точно така. Дека му треба департизација. Најпрво ја би рекла департизација во образованието. Ако сакаме ние добро образование, најпрво треба департизација во образованието. Во образованието е, например, еден училишен одбор, ние го имаме кој што се состои од наставници, кој што се бира од наставничкиот совет, имаме представници од локална самоуправа и сето тоа да не биде партиско, да биде со волја на граѓани кои што сака да се вклуча да го работа нештото. Сега вие сте само кандидат за градоначелник, немате листа. Немам листа. Утре добивате. Добро. И имате комплетно партиски совет. Како ќе ги убедите тие луѓе за што на крај на кришта да секоја одлука треба да ја донеси советот? Вие сте како градоначелник извршна функција таму. Да. Како ќе ги убедите да го департизираат образованието тие што го партизирале? Многу лесно може да направиме ни департизација. Советов, ако ние, например, не може да се надеваме дека, например, се биде едно политички и дека ќе има мнозинство една политичка партија. Ја очекувам на овие избори дека ќе имаме многу интересен состав на советници. Каква одлука ќе се донесе, одлукава
не мора да значи дека ќе биде еднопартиски и донесена. Ме разбирате? Ве разбирам, јас затоа ви прашувам, дури да биде шарено лик, на крајот на краиштата доминантно Советот на општина Прилеп број 27 советници, па не верувам дека фазла од 5 би биле надвор од двете големи политички партии. Како ќе се борите вие како градоначалник со тој совет? Одлуките си ги носи совет. Ама вие ветувате како градоначалник департизација. Идите. Вака се, како градоначалник. Директорот го бира градоначалник. Добре. Го поставува градоначалник. Како се бира по закон кај нас еден директор, градоначалникот е должен до училишниот совет, до училишниот одбор да поднесе барање за распишување на оглас. Така. Училишниот одбор треба да се го избере тој што е најквалитетен. Ако имаме ние квалитетни, ако имаме ние например пријавување на кај нас немаме например ние пријавување на кандидати затоа што знаеме дека сето е сега моментално политичко. Затоа кај нас партиско, да, извини. Кај нас е сето партиско сега направено. И ние обичниот народ, обичниот граѓанин кој што сака да се вклучи во креирање на политики во градот, едноставно нема желба да се активира. А имаме многу квалитетни кадри кои што многу може да донеса во едно образование, да речеме, или во работа на јавните предпријатија. Така. Ајде да го оставиме образованието, сега ја завршивте мислата баш со зборот јавни предпријатија. Добре. И следна тема ни е баш јавните предпријатија и вие како и сите кандидати кои што се кандидираат за било какви избори кога во предизборен период секогаш се ветува ревизија. Затоа што ние имаме овде на 34 годишна традиција на ветување, ревизии, барање одговорност и така натаму. Кажете ми која е вашата идеја и како ќе спроведите таа ревизија? Затоа што реално е единствениот пат. Во сите јавни предпријатија има спроведено ревизија 2022-2023. Има и во Комуналец ревизија направено, од Завод за државна ревизија направено. И мислам дека сите има негативно мислење, кај што се дава ревизијата се прави за да се види кој е негативното мислење што го дала, кои се грешките во работењето и понатаму треба да преземиш чекори за да ги коригираш тие недостатоци кои што се во работењето. Ако ги земеме сега да ги отвориме ние ревизорските извештаи, може да ги видиме кои се недостатоците во работењето и ако имаме желба, можеме сето тоа да го смениме во рок од 3 месеци. Само дали имаме ние желба да го смениме нештото? Зошто воопшто до сега власта, која што е на власт, кај што ги имаме ревизорските извештаи, кај што имаме забелешки, не е коригирано нештото, не е превземено нешто за тоа да се промени. Доаѓа да се прави ревизијата, не ни треба некоја посебна ревизија да знаеме дека општинските јавни предпријатија се во ужасна состојба. Точно. Буквално сите до една, сите се веќе во минус. Во минус и то да. прилично голем. Да, прилично голем. Дали може да очекуваат луѓето кои што веруваат во таква ситуација дека буквално до последна бројка ќе биде се објавено и кој е одговорен за тоа? Да. До последно? До последно. Очекувате во таква ситуација, кој што ја спомнавме претходно констелацијата, која што би била отпор од партиските структури за да се случат сите тие работи? Каков отпор? И зашо би бил отпор? Ако работиме сето како што треба, нема потреба да има отпор. Нешто што го превземаме за доброто на градот. Да, ама овие предпријатија дошле во оваа ситуација поради одредено работење. Па ние имаме закони. Да, имаме закони кои што треба да се почитуваат, дури се работи. Така. Моментално треба да се почитуваат тие закони. Ние имаме прекрасни закони, само некој нема волја да ги спроведи тие закони и да се работи по закон.
Не е ништо страшно да земиш и да работиш по закон. Тоа ќе ни биде и населението позадоволно, ќе може средствава да ги вложуваме на правилни места. Апсолутно се согласувам, али за да се дојде до таа Вака, до таа имаме ситуација, имаме функционери, имаме функционери, еден човек, имаме функционери, например, кои што кажува дека има обструкција од вработените и не може да работи затоа што вработените прават обструкција. Јас ако сум на раководно место, не може мене вработен да ми прави обструкција. Секој вработен си има решение и си има работни задачи кои што треба да се ги извршува. Опис и попис на работно место. Да, опис и попис на работно место. И доколку не ги извршува. Да, си има понатаму постапка како што и сето. И онака се повеќе вработени. Јас се надевам дека треба да разбудиме свеста кај народот дека ти одиш на работа за да сработиш тоа што треба да го сработиш. Ако земам јас плата од народот, ја треба да му вратам на граѓанинот тоа што го имам за тоа што ги давал парите. Ама дали мислите дека можете да ја разбудите свеста кај тие луѓе кои што во огромен процент кои што се вработени во тие институции не се вработени за да работат општинската работа? Па се, ако не се вработени за да се ја работа општинската работа, нека си најдат друга работа или ќе си ја работа општинската работа која што треба да си ја работа. Тоа е добар одговор и се надевам дека со ваков став ќе имаме еден ден градоначалник или градоначалничка кој што реално ќе без разлика на партиската припадност ќе му рече ако не го работиш тоа за кое што земаш плата. Не зборувам за да не бидам сватена погрешно, не зборувам за одмазда ВМРО, не зборувам одмазда за СДС. Сите се вработени во јавна администрација, сите треба да си ја работата затоа што си се вработени. Апсолутно не правим муабет, ако некој биде отпуштен, да речеме, од тебе, јас ќе се осудам да го спомнам најстрашниот збор, отпуштен од државна администрација, не се случило до сега ми се чини. Па не знам дали не се случило. Сигурно бил некој екстремен случај. Сигурно бил некој екстремен случај, ма да законите мислам дека секогаш на страна на вработените и затоа ако ептен немале некој сериозен доказ, не верувам дека дури да пробаат без докази да го направат тоа, мислам дека судот нема шанси да пресуди против вработениот. Точно така, ама ништо не ми правеле, например, да земме ние зошто да пробаш да бркаш некого од работа. Затоа што не си работи работата. Сега за тоа цело си има постапка како може да не си ја работи работата и зошто? Па се случува некој вака, се случува некој да не работи затоа што некој не му дал работни задачи. Зошто некој не му дал него работни задачи да работи? Имаме и многу такви случаи, кај што денеска на пример може да си ден губи на работа затоа што некој не му ги дава него работните задачи. Па ние имаме ние случаи кај што по едно работно место го имаме работното место на еден вработен, му се одзема работните задачи него, се носи нов вработен кој што е преку привремено вработување и работните задачи му се дава на другиот. И овој состава, јас денеска што да правам? Нема што да прави. Па можеби ја чувате мислам дека може креативност, може да му воведеме на работа креативност, еве ако се жени или мажи може да воведеме креативност плетење, еве јас пошто си плетам, може да му воведеме креативност плетење. Да исплетат за оваа зима по еден пар калчуни за граѓаните на Прилеп. Тоа би било супер. Барем креативни да ни бида. Работите во општина, очигледно ги знаете работите и начинот на функционирање на локалната самоуправа, надлежностите. Дали мислите дека е редно веќе кандидатите за градоначалници да престанат да ветуваат работи кои што не се во нивна надлежност? Мислам. Ја мислам вака, мое мислење. Особено Прилеп со театарот има тај лага 20 Кандидат за градоначалник. Со закон да се забрани на лекари да бидат кандидати за градоначалници. Ние имавме, мислам дека бевме како општина. Ни кладоа лонгета, па ни донесоа гипс и моментално мислам дека сега ние имаме диагноза гангрена во општинава. Општо зборувам како
за цел град зборувам, не како институција, само туку цел град си страда и мислам дека ние имаме гангрена и сега треба да лечиме гангренава за да не ампутираме ногата. Ако утре станете градоначалник, прва работа која ќе ја направите? Или овдека сум напишал што ќе ја укинете? Не мислам да укинам, не, туку мислам да спроведувам новитети во општината. Три И на цело новитети што би ги спровеле во првата година. во првата година 3 новитети. На 3 месеци новитет. На 4 месеци новитет. На 4 месеци новитет. А мене ми е нај како вработена во општина, што знам дека е една недела може да чекате за потврда за точна адреса, така? Дали тоа не може да го направиме, да биде сето електронско? Може да го направиме. Не во 4 месеци, може и за 1 месец да го направиме. Ние вие да побарате, да поднесете барање за детален урбанистички план, моментално во општина треба да ја премините улицата, да платите 500 денари административна такса, па да се вратите, да ја премините пак улицата и да го поднесете барањето за детален урбанистички план. А може да имаме и некој терминал што ние во ФИОКа, само другиот не се користи од другава страна, па мора да ги шетаме граѓаниве. Чист град, комуналец, чистење. Јас живеем на улица во центар. Мене улицата не ми е чистена 2 пати годишно, ако ми се чисти или не ми се чисти. Совето носи програма за одржување. Не знам ја програмата како е направена, анализа на програма. Некој дали воопшто се заинтересирал за нештово да тргне на подобро во градов. Или сите имаме кренато раце, дека од овај град ништо не бива. Ајде сега кажете му нешто на сите тие кои што кренале раце и особено сакам да упатите порака до сите оние кои што гледаат злоупотреби пред очи, тоа се ваши колеги во општина, луѓе кои што имаат можност да го видат тоа и молчат. Ја мислам дека народов треба да се разбуди и да почне да реагира. Ние си имаме една држава, овој си е наш град и доколку пред не реагираме, ние ќе си го изгубиме и град, а сме во состојби да изгубиме и држава со нашето постојано иселување на граѓаните и заминување надвор од оваа држава. Ова си е нивно место и треба да се најавна, да му биде ова нивно катче за живење, да си го направиме убо, ама ако не реагираме ние и не критикуваме и дозволиме да се случува сето што се случува, ние никаде нема да завршиме. Фала ти за разговорот. Молам. Се надевам дека твоите идни гласачи добија доволно информација. Јас се надевам дека до крајот на кампањата ќе се видиме уште еднаш, можеби во широк состав со повеќе кандидати, да направиме една дебата. А вас ви благодарам што гледавте. Се гледаме во следно интервју.